На 2 недели пред официјалниот почеток на изборната кампања се заоструваат реториките и пораките кои што ги испраќаат политичките лидери. Токму на оваа тема околу изборната кампања денес разговараме со политичкиот аналитичар Александар Даштевски. Господине Даштевски, се ближи почетокот на изборната кампања. Лидерите на политичките партии ја заоструваат својата реторика. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на годишната конференција на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН во неделата порача дека 11 декември ќе биде многу важен ден, како што рече, за граѓаните на Република Македонија. Исто така во својот говор, во своето обраќање вети остварлива и реална програма. Како го оценувате последниот говор на Никола Груевски? Па последниот говор на годишната конференција на Унија на жените на ВМРО-ДПМН на председателот на партијата го оценувам како моќен и победнички, бидејќи самиот факт што во салата имаше околу 20.000 луѓе, секогаш му дава поголема моќ на политичарот кој треба да им се обрати и му дава сигурност дека навистина ќе се оствари тоа што тој го планирал. А знаеме дека тој кога даде или пред да даде оставка, не се сеќавам точно, тој најави дека опозицијата ќе доживее таков пораз што не е свесна што ќе ги снајде. Така што во смисла на тоа, сега почнува тоа што треба да се оствари, затоа што претходно се остварува сите економски задачи кои си ги поставиле, понатаму се остварува средби со меѓународни представници, амбасадори, политичари, председатели на држави, подпредседатели и така натаму, меѓу другото и со Џо Бајден. Така што сметам дека овој говор е навистина моќен и победнички и ветува дека навистина ќе се оствари тоа што беше програмата. Меѓутоа тоа не е ни прв пат, знаеме дека оваа политичка партија постојано ги остварува своите ветувања и резултатите се веќе видливи, без оглед на сите пропаганди, да кажам криминално-полициски местенки што беа правени во изминатиот парламент, првата со чаушот и со 100 лични карти, порано за една лична фалсификувана лична карта се сносеше тешка одговорност, бидејќи се работи за исклучително важен документ со кој се врши упат во системот, а сега имаме и втора афера со дополнителниот заменик министар Диме Спасов, каде што лично сите се уверивме што се случуваше пред камери и каква местенка се случи од страна на државен орган, односно орган за безбедност, МВР, каде што се направи обид да се намести дополнителниот заменик министер, наместо да го штитат, тие го напаѓаат, односно дел од криминалните структури, заедно со алфите кои ги донесе новиот министер привремен, Оливер Спасовски, со цел да направат една политичка хајка, односно дискредитација на неговата личност, бидејќи знаеме дека тој со својата работа придонесе многу во последните години и најверојатно ќе биде дел од победничкиот тим на владеачката партија. Во својот последен говор Груевски се осврна и на разликата, како што кажа, во изборот кој што ќе имаат граѓаните помеѓу една опција, како што рече, која остварува, создава дела кои што се во корист на граѓаните, и друга опција, како што посочи, алудирајќи на опозицијата, која креира сценарија и деструктивна политика. Исто така, Груевски порача дека народот ќе избира помеѓу двајца лидери со голема разлика. Како ги коментирате овие пораки? Јас не би ги коментирал сега неговите изјави, туку би искоментирал што се случуваше пак на 100 метри од таму во хотелот Александар Палац. Значи, бевме сведоци на конгресот пак на најголемата опозициона партија, каде што беа објавени листите со кандидати и во најлош случај не можевме да очекуваме такви листи, кои се исклучително лоши, со луѓе кои не се познати во политиката и кои не може да ги остварат било каква програма, така што народот тоа ќе го препознае и сметам дека со тоа
не само што си создаде проблеми кај целокупното гласачко тело во Република Македонија, туку си создаде проблеми и внатре партиски. Видовме дека на самиот ден на изборите излезе координаторката на Скопскиот комитет Софија Куновска и си поднесе оставка, а Конгресот го напуштија Сугаревски и Маријанчо Николов, кои беа на некој начин најискусни во таа гарнитура, а повеќе од пола од пратениците што се бореа не беа на листите на СДСМ. Тоа е едно, а друго, дури и тоа што го заговараше новинарската јавност дека ги преземале листите шарените, гледаме дека и тоа не е точно. Добитна комбинација има само Павле Богоевски, кој е на 5-то место, меѓутоа знаеме дека тој беше главен во она шарена револуција каде што се направи 1,5 милиони евра штета на објектите на Република Македонија, односно на граѓаните на Република Македонија, од кои можда барем за 50% тој е виновен, бидејќи го гледаме на снимките. Така што не мислам дека е многу паметен избор. Од друга страна па гледаме дека тука и професорот Ферит Мухич, кој не се согласува со нивната политика за абортусот, тој е против абортусите и не се согласува со повеќе прашања. Меѓутоа, она што зачудува е зошто тие личности кои се анонимни во политиката, ако сакате да постигнете резултат, треба да поставите искусни личности кои работеле на терен. Значи, овие луѓе немаат еден ден поминато на терен со луѓе за да ги објаснат своите ставови и идеи. Од друга страна, не може да застапуваат една програма која не ја ни знаат, бидејќи сите се од различни, како да кажем, провиниенции. И поради тоа сметам дека нема потреба да се коментираат изјавите на политичарите. Видовме дека поради сето тоа што се случуваше за време на Конгресот, значи знаете и сами дека Конгресот доцнеше 3 часа, дека имало карање, расправи, како што читавме во медиумите. Затоа говорот на нивниот лидер беше очајнички и многу тешко го издржа тоа, бидејќи ако Конгресот доцне 3 часа, тогаш вие морате кратко да го завршите тоа што сте планирале да биде спектакуларно. И не знам што ќе се случува, од друга страна да не зборувам за нивните постојани поддржувачи, како што се Боријан Јовановски, како што е Најчевска, како што е ова Астерот и рече денеска изјави дека нема ни да гласа за таа партија, бидејќи на листата се наоѓал Ферит Мухич. Така што мислам дека е јасна состојбата, иако сме месец дена пред избори, јасно е што ќе се случува понатаму. Мислам дека нема да и треба многу напори на владеачката партија да ја оствари целта што ја планираше. Каква изборна кампања не очекува според вас? Па јас сметам дека во многу погрешна насока се членовите на опозицијата што сметат дека со негативна кампања, со правење на проблеми, а обвинување на други за тие проблеми и со другите сценарија кои ги планирале, се во многу погрешна насока, затоа што народот на Република Македонија секогаш знае да оцени која е вистинската страна, а тоа не се постигнува со негативна кампања и со негативни сценарија, туку со работа на терен, со програма и со луѓе кои може да ја остварат таа програма.